Лесно е кога сметката ја плаќа народот. Општините ниту знаат колку трошат, ниту каде им оди енергијата, покажале анализите за енергетската ефикасност. Јавните објекти се едни од најголемите потрошувачи на енергија, но исто така и нивниот потенцијал за заштита е најголем. На ниво на Македонија постојат такви податоци, но не целосни. Некои општини воопшто го немаат тој инвентар, значи не знаат точно кои објекти колку трошат. Токму поради ова, Агенцијата за енергетика заедно со Светска банка работат на проекти за старите објекти да станат енергетски ефикасни. Со ова тие ги намалуваат трошоците за енергија, како и штетното влијание врз животната средина. Од сите општини од регионот, единствено Пехчево влезе во проект за заштита на енергија кој траеше изминативе 18 месеци. Направивме предфизибилити студија за објектот стариот пожарен дом во општина Пехчево, каде што планираме да направиме неколку канцеларии и сала за состаноци во која што ќе се одржуваат значи состаноци од поголем обем. Со самата реконструкција на објектот ќе се заштеди, односно ќе придонесеме кон големи заштеди во однос на електричната енергија и енергијата за грејење. Освен преку Светска банка, јавните институции во регионот пари за енергетска ефикасност бараат и од европските фондови. Нашето училиште аплицираше на првиот меѓународен повик за меѓугранична соработка со проектот искористување на природните ресурси со поставување на енергетски ефикасна фасада. Очекуваме намалување на потрошувачката за електрична енергија, очекуваме намалување на средствата кои што се наменети за нафта и подобрување на условите во училиштето. Резултатите од веќе имплементираните проекти за енергетска ефикасност се повеќе од посакувани. Имено, преку замена на уличното осветлување, општините Радовиш и Старо Нагоричане заштедиле околу 40% на енергија, додека Кочани со замената на старите светилки со лед заштеди и до 65%.